Има едни силни жени, навидом кревки и нежни, но со став како карпа. Жени што туркаат граници, создаваат пленат со мудрост, освојуваат најнепредвидливи предизвици. Тие се и инспирација со нивната силина, представена на најразлични начини. Таа е една од нив. Што според вас е најголемата женска енергија? Жените се многу борбени, не само што се борбени, него жените, особено кај нас, македонската жена, да знаете дека таа, како и да ставите во која и средина да ставите, таа знае да плива. Со тоа што јас мислам и убедена сум еве со моето искуство, има многу јаки жени, јас што ги познавам, што се одушевувам од нив, но малку мислам дека нас жените, мене конкретно не, но на повеќето успешни и јаки жени им фали само довербата. И затоа мислам дека на некои места и затоа го имаме уште тој проблем на неравноправност. Како ја гледате македонската жена од денешна перспектива? Македонската жена навистина прво многу настојува на тоа на образованието. Значи, жените во принцип, и во IT индустријата можам да ви кажам дека тие повеќе одат пообразовани се во науката, ете видовме. Значи, жените кај нас се многу доста образовани, со тоа што мислам дека во приватниот бизнис нема никаква работа. Познавам неверојатно жени кои што се успешни во бизнисот, кои што почнале сами, кои што имаат навистина своји компании, кои што ги водат и се директори во финансискиот сектор особено, но сепак мислам дека во политиката жените не се застапени доволно, иако сега ја се радувам дека имаме жена председател за прв пат, но сепак кога ќе видите дека на тие главните маси секогаш кога се носат важни одлуки за државата, секогаш се само мажи седнати, ретко дури можам да кажам, никогаш ни една жена не е седната тамо, која што има капацитет за политика, да кажеме. Не велам јас дека жените немаат, па затоа ги нема на тие столови маси, него јас мислам дека проблемот е во тоа што некако жените ги елиминираат и немаат тоа преска што го кажав, мислам дека само довербата фали. Жената секогаш сака да седи во позадина. Не знам зошто е тоа така, али еве со години мене ми се покажало дека и тие што може да седнат на главната маса, некако сами се откажуваат од тоа. Јас затоа на сите сакам да им порачам дека треба да работат на својата самодоверба. А инаку, дека се тие успешни, дека они работат 4 работи паралелно, и домакинството, и семејството, и образованието, и работата, тоа нема, сите тоа го знаеме. Во април во Индија ќе се случи глобалниот предприемнички фестивал и има најави дека Анета Пешева ќе стане балкански амбасадор за предприемништво. Ме назначиле како амбасадор за женско предприемништво и тамо ќе зборувам, тоа ќе биде од 6 до 9 април, ќе зборувам на таа тема. 800 учесници ќе има од цел свет и навистина за мене беше тоа многу големо признание, како да кажам, и јас се радувам, едва чекам, бидејќи не само конференцијата, ние потоа ќе одиме и во руралните средини. Тамо она ни прати слики, ќе спиеме во некои шатори, за да ја осетиме таа индиската, сликата на вистинската Индија. Ќе се зборува и за одржлив развој, за енергија, така да ќе има повеќе говорници на различни теми. Јас повеќе ќе се задржам на новите трендови со вештачката интелигенција, бидејќи тоа ми е некако многу јака тема во моментов и ќе биде во иднина, и ќе зборувам така за мојата професија и за сите мои досегашни работи кои што јас сум ги правела во животот. Онаа народната вели: ако сакаш нешто да се каже, прашај човек. Ако сакаш нешто да се направи, прашај жена.